На вистинското место сте. Добро ви вечер. Во 17:24, што мисли народот на телевизија Стар, најавен уште од вчера и точно од прилика мислам дека е после една година наш и ваш гостин, човекот за кој што честопати ме среќававте, ми велевте да дојде повторно, да дојде и еве го со нас вечерва и мислам дека нема потреба за многу најавување, но во нашата најава кажавме еден од новинарите во Македонија, не беше и во Македонија известно време, кој што има информации многу повеќе од другите. И според мен еден од новинарите, ова не знам дали го знаете, но ако сте го следеле неговиот портал, не знам дали тогаш беше Буре вестник, но она што го објавуваше, можеби 2 години пред официјалното прво објавување на бомбите, на својот портал, на своите постови објавуваше реченици, разговори кои што потоа ги слушнаме точно во бомбите. Секојаш информиран, а во ситуацијава еден од оние кои што се екстрадирани во државава, во ситуација кога се очекува дали ќе има, дали ќе нема екстрадиција на екс-премиерот Груевски од Будимпешта, вистинско време за повторен разговор со Зоран Божиновски, новинарот Зоран Божиновски. Зоран, здраво. Здраво. Добре дојде во нашето студио. Екстрадиран. Да. Ја знаеш постапката добро. Многу време му дишеш во врат на Даравелски. 2 пати. И денеска му дишам. Така. И реков вистинско време. На почеток би те прашал како гледаш на оваа работа што ни се случи и на бегството на Груевски. Има ли место за прашањето како можеше тоа да ни се случи? Па не, сосема логично ни се случи, затоа што ние сме таква држава. Сами од себе направивме Казабланка на Балканот. И јас често Македонија нарекувам последната перална на Валкани пари во овој дел од Европа, затоа што околните Валкани перални на пари ги затворија. Значи ние имаме комерцијални банки низ кои минуваат пари кои се фантастични, кои еден период како директор на Управата за спречување на перење пари Ване Цветанов, тоа одлично со неговата екипа го детектираше и си настрада. Тебе и на денешниот последен случај гледаме дека и Груевски пред 2 месеци при контрола од цело СЕО и финансова полиција си ги исчистил сметките. Значи ние сме таква држава во која сосема логично он како првосилно осудено лице да се спакува и да си замине. Очекувано. Веројатно само не за безбедносните структури не очекувано испаѓа. Па и безбедносните структури очекува и мислам дека е олеснување за актуелната владеачка коалиција Груевски што си замина, затоа што ќе имаат политичка прилика да го нарекуваат кукавица, бегалец, побегулја и слично. Имаше такви ставови кои што велеа дека многумина добиваат со бегањето на Груевски. Па не добива никој, затоа што Македонија пак е изложена на срамот во Европа и во земите кои се членки на НАТО и кои сакаат да не примат во своје друштво. Значи ние сме пак земја за подсмев, бидејќи сериозен случај е да избега осудено лице, особено бивши премиер, за кој колку до 10 часа пред неговото заминување во затвор Скопје, познат како Шутка, беше известно дека ќе замине. Так. И одеднаш да исчезне и а премиерот Заев велеше не верувам дека ќе дозволи да го гониме, да се крие и така нешто. Мислам дека имаше таква изјава од Заев. Па имаше секакви изјави од Заев. Заев не е тој што беше од она време од опозиционото. Зборот на Заев веќе не е збор. Гледаме дека почнува да дава различни контроверзни изјави, еднаш вака, еднаш онака. Тоа се должи на огромниот притисок што го трпи и заради промена на името, огромниот притисок и поради хипотеката на ДУИ што ја носи од денот која направи коалиција со нив, бидејќи тие навикнати на тендер коалицијата со ВМРО ДПМН од 2008 година наваму, не навикнаа да се тргнат од државна цицка. Значи таа хипотека Заев си ја зема и си ја носи на свој грб цело време со стремеж кон тој влез во НАТО, кон таа евроинтеграција која
мошне тешко ќе дојде и многу години ни престојат. Така да гледаме дека Заев дава изјави кои не соодветствуваат на она што го гледаме. Денешната ми се чини е најчудна, да каже Вели Груевски дали е киднапиран или своеволно отишол. Па ја не знам како да ја толкувам денешната изјава, јас како премиер не би ја дал. Тој ја даде, иако не знам зошто му се обраќа на Груевски. Значи, Груевски е лице кој избегано од државата, кое таму се пријавило за азил, кој бара спас од нележење затвор во Република Македонија. Значи, нема што премиер на Република Македонија да му се обраќа. Ќе се обрати соодветно Министерство за правда, кој води процес за екстрадиција. Но, ќе говориме за процесот за екстрадиција. И ќе даваат изјави портпароли затоа што се платени за изјави. Мене ми е многу чудна една ситуација. Значи, во ситуација кога дури се изјавува, ако Груевски добие азил во Унгарија, џабе ќе не биде барањето за екстрадиција. Така пишува, така велат, а ние велиме чекайте овие денови ќе го дадеме барањето за екстрадиција. Значи, зошто се долго влекува со тоа барање? Процедурата е да земјата која го побарува лицето по меѓународна потерница во момент кој ќе дознае каде се наоѓа, да испрати барање за негово испорачување или екстрадиција. Да. Македонските закони се усогласени со законите на Европска унија во тој дел, така да се компатибилни и со унгарските закони. Значи да оставиме оној политичкиот дел и политичките квалификации, сега ви ја кажувам процедурата, затоа што ја поминав на еден друг поблак начин. Јас не барав екстрадицијата, за мене беше барана откако ја живеев долги години во Србија, значи ова е експлицитен случај на бегство па барање. Так. Значи Министерството за правда мора да си го бара по службена должност и тоа барање ја мислам дека е упатено во итен рок, така функционира држава. Говореа дека треба да се преведува документацијата. Па добро, мора да се преведе затоа што тамошните судови и судија за екстрадициона постапка кај кој ќе се падне тој предмет не знае македонски јазик. Значи треба да му се преведе на унгарски за да знае со што. Како да не се брзаме премногу, така ми се причини. Значи си тече таа процедура, си тече, да не фрламе сега на тема на Министерството за правда. Одовде целата документација заедно со барањето, документацијата подразбира да се упати пресудата негова правосилна, зашто е осуден, за да се образложи постапката пред тамошните судови. Тамошен судија одлучил за постапка. Сега, појака постапка од екстрадиционата е политичкиот азил. Значи, доколку лицето, тоест во овој случај Груевски бара политички азил, во тој момент полицијата на Унгарија, значи Министерството за внатрешни работи, си има службеник за азил кој го сослушува, си има комисија, ја тоа го објаснив пред некој ден постам, ајде за вашите гледачи, значи комисија која постапува откако тоа лице ќе го заврши интервјуто и ќе даде свое мислење, дали на лицето кое бара азил да му се даде или не. Значи Груевски во тој случај си кажува дека, например, му е загрозен животот во Република Македонија од тие причини. Тој го кажа дека има закон на Фејсбук. Добро ве, и веројатно таму како причини го навел. Тоа го кажува за да добие полесно политички азил. Па решава комисија, па откако таа комисија ќе донесе одлука, доколку Груевски е незадоволен, има право да тужи на управен суд, еве на македонски јазик да го кажам. Во Унгарија? Во Унгарија, значи управниот суд може таа постапка да ја врати пак на почеток и тоа може да трае долго време. Унгарија не може да го испорача додека не се заврши постапката за политички азил со конечна одлука на министер на полиција. Така. Значи министерот за полиција, откако ќе ги помине Груевски сите комисии, носи одлука за политички азил или не. Доколку добие политички азил, останува најмалку 2 до 5 години во земјата која му дала азил и бива унгарски државјанин. Не важат меѓународни потерници? Не важат меѓународни потерници, значи добива азил и станува унгарец во тој период.
зборувам ако добие политички азил. Значи, ужива заштита на земјата која му дала, меѓутоа тука има една импликација, јас зборувам за редовна постапка. Значи, Груевски таму си има изјаснето дека сака редовна, таа редовна постапка е малку подолга, од прилика колку што е долга на Фетула Ѓулен во Америка, нели го бара Турција. Да. Ѓуленисти се државни непријатели, таа трае некаде 3-4, мислам и 5 година, може би ќе фати, долго трае. Значи тоа се идеш на суд, па се враќа, па се сослушува и така. Сега што е овде, една друга импликација има која е политичка. Значи Груевски со самото доаѓање на под оние околности под кои дојде у Унгарија, значи без документација, без лична документација, дури некои сега спекулираат, можел со лична карта да поминува граница, он не можел затоа што имал забрана за премин на државна граница. Да, меѓутоа, да. И со лична карта. Наводно, Јас имам таква забрана. Објавуваат сега дека нели не покажал системот ништо. Ќе вклучиме гледаш, па ќе се вратиме бидејќи имам јас прашања. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Актуелна тема, поздрав до гостин новинарот Божиновски. Благодарам, поздрав до вас. Поздрав. Новинарот Божиновски има едно такво искуство и од прва рака многу добро ќе појасни на целиот аудиториум од источниот дел на Република Македонија и пошироко. Вака сега. Поранешните бегалци во Грција, малку ќе се врнеме назад, специјалното јавно обвинителство даде налог за притвор. Меѓутоа, основното јавно обвинителство одлуката не ја прифати, они побегна. Една грешка. Судот не сега прифати. истата грешка е направена и со овој субјект. Сега се поставува прашањето, дали барателот на азил во таа држава дека што е сега, треба да го помине тој екстрадицијски притвор или азилантски притвор. Тоа почнам, тоа сакам да го кажам. Бара, тоа е како притвор, не е притвор за оној притвор што ги во шутка и додека биде процедурата. Тоа нека го појасни новинарот, зашто има он огромно искуство. Оти сега ние можеме да предуцираме, меѓутоа има службата ќе си го гони, меѓутоа уште е рано со целосни податоци, со материјални докази и така накако. Благодарам. Благодарам, многу пријатно. Таман, значи на она што продолжуваме, бидејќи кажаа дека да, инаку требало една постапка, него го однеле заради безбедностни причини во Белар. Гледачот не прекина, баш тоа почнав, значи тука настапува една политичка импликација. Значи процедурата е лице во ваков случај која доаѓа, значи буквално се појавува, макар што он отишол по дипломатски пат, како дипломатска возило и така натаму, значи автоматски завршува во екстрадиционен притвор. И се носи кај судија кој води постапка, кој носи одлука дали тоа лице таму ќе се брани од слобода, дали има услови да се брани, дали има средства, дали има познати, дали има адвокати кои ќе гарантира за него и така натаму. Значи, малку е непријатно за Унгарија, меѓутоа Орбан не е некој човек кој има така срам, бидејќи е десничар по политичка провениенција. И оди против цела Европа без проблем. Значи, тој добива бегалец од закон правосилно осуден во земја која е кандидат за ЕУ и членка на НАТО, но сепак го прима. А тој е член на Европска. Го прима Груевски затоа што Груевски му е добро политичко оружје во моментов против Европска унија и игрите што се играат про и контра Русија. Значи Груевски сега му е едноставно безбедносно интересно лице, дојдено со кое може да профитира. Истите случајот и во Грција со Груевски и со Бошковски. Так. Значи Груевски и Бошковски, ако на Грција не и требаат, тие нема да ги задржат. Значи дале нешто крупно, а знаеме што дале и со што се занимава, за да ги задржат и да ги чуваат таму, да не ги испорачуваат. Ја бев во иста ситуација, сакам да повлечам паралела. Значи, ја барав политички азил во Србија и ме испорачаа кога збесна
после четврти состанок со тајната полиција, кога не се согласив на соработка со тајната полиција на Србија. Значи, ти ако сакаш да добиеш политички азил и заштита, државата треба нешто да им дадеш. А долго време во Србија не решава и не беше ни таму ни ваму, ни одговара, ни ништо. Па не И решава, те значи испорачува, мојот политички не те екстрадира. азил не беше завршен затоа што имав таму изворедно јак и способен адвокат, еден од најјаките у Србија, Горан Петрониевиќ и Душан Милетиќ од негова канцеларија. Значи, тие така им ги врзаа рацете на Министерството за правда и полиција да не знае што да прават. Затоа што и у Србија и у Македонија ретко кој судија познава материја екстрадиција или азил. Ретко кој бара азил. Значи, што се случи? Кога од четврти состанок ме носеа по ресторани, ја не се согласив за соработка со БИА, едноставно ме спакуваа и ме фрлија. Можеа тоа да го направат и првата вечер кога ме уапсија на 7 ноември 2013. Значи, лицава кои имаат отидено и избегано, дале нешто на земите у кои бараат азил, а тој е Груевски. Ќе говориме и двајцата во Солуник Груевски. Така е. И Никола овие Груевски. двајца што се у Грција, нешто дале на тие држави, за тие држави да ги чуваат, а сепак, ај ќе видиме Орбан дали сега тазе постапката, во Грција е стани падни со Горан Груевски и Бошковски, затоа што од друга страна е политички неопортуно Грција да им даде на Бошковски и на Груевски азил, а Ципрас е толку близок со Заев. Така. Да вклучиме уште еден гледач, па рекламите и се враќаме со коментари. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостино. Поздрав и до вас, повелете. Сакам 3 прашања да му поставам на гостино. Ајде. Сега подреден. Дали може да се искористи како политичка цел Груевски таму? Политичка цел. Да. Добро. Дали може да се бодират тие бодови таму од страна на Европската унија да искористат нешто па да земат Заев на еден начин да го малку совладат? ЕУ да поентира во смисол да го... Да, нормално. Добро. По два. Например, сега, доколку има судски спор, нели може од друга земја да биде префрлен, екстрадиран? Да го превземат, па Орбан да се биде чист. Да му се суди во друга земја, сакаш да кажеш? Па да, може би другите побрзо ќе варират на него. И по три, Добро. значи, Божиновски и Груевски што беа у Грција не беа министри, значи ни премиери. Така да што ќе дадат они вошки? Мислиш на овие наши од на еден начин има доста капитал што не е на негово име, така да што има доста и пари однесено со него. Груевски. Така? Да, да. И така да што он има повеќе шанси него било овие двајца тука што сега нема што да дадат на еден начин. Да не Е било забораваме. некои искази од тајни служби. Ајде ќе прокоментираме. Благодарам на јувањето, пријатно да одговориме, па потоа одиме со првиот блок реклами. Првото Ајде, беше прво. политичка цел. Одговори, мислам. Значи, веќе одговорив Груевски од првото стапнување на унгарско тло и првата средба со Орбан и тамошните институции станат инструмент на Орбан кон Европска ЕУ унија, против да. Европска унија. Затоа што и цело време така и И ориентиран ќе Орбан, биде да. тема на расправа помеѓу Европска унија и Орбан, затоа што Европската унија овде фактички е деградирана и е осрамотена заедно со Македонија, бидејќи испаѓа дека европските вредности не важат веќе во 3 случаи, Така. а не убедуваат дека важат. Второто беше може ли да поентира Европската унија преку Груевски, Заев да го на некој начин не рече смени, не знам што кој израз го Па употреби. не, Европската унија има наклоност кон Зоран Заев и кон ова коалиција заради тоа што Европската унија дава полна поддршка за промена на името и сите процеси што се одвиваат, така да може да поентира само да изврши притисок на Орбан Да не за дава азил. Груевски да биде екстрадиран. Беше судски спор, дали може да се води во друга држава? Па не може да се води, затоа што судските спорови против Груевски се водат овде може да се донесе одлука дали да му се суди во отсуство или да биде... Денеска тоа го побра... Интересно денеска... Може да му се суди во отсуство ако така одлучи судот. Но, судот побара или не знам кој побара... Обвинителството бара да се водат. Одбраната рече, достапен ви е Груевски, вели.
И некако се во право, бидејќи уште нема азил добиен. Значи вака, јас истото го поминав, Не. значи може тоа да се случи во истражна постапка. Така. Значи лице да биде преку меѓународна кривична правна помош, да биде достапно во судот во Будимпешта на пример, или да сведочи преку видеоконференција. Тоа е доколку во истрага, меѓутоа вие не можете тоа да го изведете на судски процеси кои се случуваат на секој ден или на секој трети ден и таму да се организира невозможно е. За ово со видеоконференција има интересни моменти, подоцна ќе ги кажеме, и прокоментира гледачот дека нема Груевски, вели нема што да им понуди, ама рековме, значи практично тоа е политички. Значи Груевски има што да понуди. А и двајцата го слободно. Да не се лажеме, јавна тајна е дека владениот авион е многократно искористен за изнесување на кеш пари од Република Македонија преку ВИП салонот, преку кој Сашо Мијалков изнесе и пиштол неконтролирано и беше фатен на... Наменет за нашиот гостин, веројатно. Наменет за мене, да. И фатен на белградски аеродром. Значи, тој пропусен вентил е пропусен и за големи крупни компании и банки кои носат пари. Тоа никој не го застана, затоа што веројатно оваа држава нема сила за такво нешто. Ова е спремано многу долго. Еве не назад, ние понатаму разговараме со нашиот гостин, имаме време подоцна да разговараме и за други нешта, но сега се враќаме на тоа што го имаме како наша тема. Зоран, како се случи тоа, како толку што работеше за Фокус едно време? Фокус на 23 август имаше текст со наслов дали власта ќе го пушти Груевски да избега во Будимпешта во Унгарија во замена за поддршка од партиниците на ВМРО за договорот со Грција. Да. На 23 август. Да, па 2 месеци, 2,5 месеци на Фокус ги има тие аналитики од многу одамна и весникот е профилиран за аналитика и истражување, така да не е чудо. Ја честитам баш за предвидувањето и за точната анализа, со тоа што година дена наназад се чека Груевски да избега. И тие го предвиди, токму Унгарија ја споменуваат. Па Орбан доаѓаше на кампања да му помага. А онаа варијанта дека сега нема да остане во Унгарија, дека ќе бега ќе оди во Турција или во Русија? Тоа само ако политички му натежне на Орбан. На Орбан. Орбан ќе му најде друга безбедна земја од каде нема да биде испорачана Република Македонија. Од Русија сигурно нема. И од Турција веројатно. Турција ќе тргува со него. Значи Груевски ги користи своите позиции. Затоа што за Турција е непријатен сведок. Стотици милиони евра излегува преку Халкбанк према Турција. Беше уопсен министер у влада на Ердоган, додека беше премиер, кого дома му најдоа пари и он рекол, ама овие пари се од Македонија и за Македонија. Така. Одиме на тоа што за мене многу, мислам за многумина, многу се говори, од ден на ден излегуваат нови информации, дека Груевски практично во дипломатско возило на Унгарија, унгарско дипломатско возило, значи останува спорно за нас како успел да стигне до Тирана, ако е таа рута. И минува на две држави членки на НАТО, ама добро, со дипломатско возило кој што Прво, ќе му нашите прави. граници се многу порозни. И ако не се порозни, нема да ни испраќаат словачки, а сега кој абсурд и унгарски сили опремени за контрола на границата, на македонските граници. Значи, толку се порозни, ја пред некој ден напишав 70 диви, зелени гранични премини, може би се 50, може би се 80, значи таа бројка варира. Важно може да се помине. И сега, да одговориме на ова прашање што ни е поставено. Плаќаш на луѓе од локал кои ги знаат тие патишта. Ние станавме експерти за правење црни патишта, кој беше ембаргото кон Србија. Така да тоа не е ни тешко ни спорно. Но како може да се случи во оваа држава? Дали се гледа дека има меѓународна поддршка? Тоа е сосема јасно. Прилично е јасно дека не можел без поддршка од Македонија. Значи како може еден човек кој што е осуден на 2 години ич да не е Груевски? Значи човек има обезбедување 6 луѓе, им вели денеска не сте ми потребни. И никој за тоа не знае, не претпоставува дека не му се потребни од друга причина. Што се случува со нашата безбедносна структура? Значи проблемот е не ич да не е Груевски, него е лично Груевски. Така, да не и да не е тој. Ние овдека имаме постапка која е невообичаена за обичен граѓан. Така. Значи
обичниот граѓанин нема 6 или 7 или 8 телохранители. Пропустот е кај нашата тајна служба, кај Управата за безбедност и контраразузнавање по мене, е најголемиот пропуст, затоа што ајде овие 6 мина што се менувале и вршеле негово лично обезбедување, меѓутоа се знае дека просторот околу неговата зграда кој го обезбедува. И така беше додека беше премиер. Така. Баш некој ден имаше фантастично добра анализа на новинарот, кој многу го ценам, Бошко Нацевски, кој вика, бе, моето дете еднаш фрли петарде, он е у комшилук на Груевски, вика, моето дете 12 години се излажало, па фрлило 2 петарди која Груевски бил премиер, вика, за неколку минути се создадува околу детето и околу мене, не може да го одбранам, цели екипи на МВР за да го бранат премиерот, да детето случајно не е у некои води и така натаму и така натаму. Значи не може да се случи, тоест може да се случи ако има пропусти, ако има соучесници, а сосема сигурно дека има соучесници во бегството на Груевски. Значи не можел он да излезе од дома незабележан и да замине дури до граница, до Албанија, и да замине дури и до Тирана, па не знам, ни спуста за помин. Значи тоа е голем пат ако не е организиран, ако нема помагачи. Очекуваш ли дека ова што е истрага ќе покаже, ќе открие кој му помагал? Па очекувам, затоа што се знае. Ние од бомбите видовме дека све се следи, све се слуша, Ама касно се све слуша. се снима. Или не се и сакам кажува. нешто друго да кажам. ВМРО ДПМН купија систем по углед на филмот Професионалец. Значи направија Safe City Скопје. Поширокиот центар на Скопје како безбеден град е покриен со камери со висока резолуција. Значи се снима секое движење. Да не зборам за видеонадзорите на банките, на големите компании. Затоа крапците, разбойниците го избегнуваат тој дел на Скопје и идат по другите делови. Така да и Safe City, значи безбеден град со онолкава технологија која снима во реално време, сигурно има податоци, сигурно има снимки. Така го видовме или како беше малиот што го гонеа од Серава од Агенција за млади и спортли беше. Не беше од Агенција за Диме Спасов, па да, го реконструира. Го најдоа. Целиот пат на Диме Спасов беше реконструиран по тој начин. Така. Сега интересно е што се случува со тие кои што би ги откриле евентуално. Зошто на СДСМ се случи ова? Вакви пропусти? Па затоа што Заев сам себе во меѓувреме веројатно со помош на тие советници околу него се доживеа како обединител, како помирител. Иако просечен ВМРО ДПМН гласач и симпатизер ниту сака да го смисли СДСМ, ниту Заев, нити било кого. Меѓутоа Заев мислеше дека треба да им се пружи рака на помирување и од лани, откако стана премиер, до денеска они се на клучните функции во безбедносните ресори, се уште не сменети, и во најголемите институции, заедно со ДУИ. Конкретно ДУИ и ВМРО ДПМН го управуваат Телеком. Сакам нешто тука друго да кажам, значи омилената тема за која што имаш информации прилично па да, објавувано. доста истражував, имам инсайдери однатре, значи тука оваа влада е изрезилена комплетно, така да германците си направија 2 воредни собранија, ја изфрлија владата од игра и им остана Назим Буши и неколку корумпирани членови на тој борд на директори кои земаат добра пара да ќутат. Така да, еве, Телеком е доказ дека оваа коалиција не функционира иако има 38% внатре. Значи, тоа е таа рака пружена од владата на помирување на иницијатива на Заев која е одбиена, затоа што голем профит се влече, големи пари се истецуваат за никаква услуга, за скапа и никаква услуга. Значи имаше тука една друга работа, значи СДСМ нас после 1 јуни
до денеска ни не убедуваат нас кои се интересираме зошто е тоа така, зошто ги оставате овие паразити на клучни функции. Они викаат дека процедурата е таква, дека законите биле такви да ако ги избркаат од работа или ако ги сменат, овие ќе тужели, големи пари ќе се плаќале. Дека ВМРО не ги обезбедил своите позиции. Така, ама јас сакам нешто друго да кажам. Так. На нас ни се случи црниот понеделник 2012 година, 24 декември, Так, кога пратениците буџетот беа исфрлени, да. и беше изгласан, незаконски беше изгласан буџет. Незаконски изгласан буџет на Република Македонија значи распуштање на Републичкото собрание. Тие направија незаконско изгласување, кое 3 месеци подоцна од меѓународни институции со конкретен извештај беше обележано како незаконско, што значи дека од 1 јануари 2013 година Република Македонија во правниот систем во светот. Значи ние самите сме си го дерогирале правниот систем. За мене секоја одлука, секој закон донесен од собранието до денеска е неважечки. Ако се повика некој на тоа Значи и ние пред треба да се меѓународни вратиме. институции, веројатно... Значи ние Заев и коалицијата со него без ДУИ кој сигурно ќе се против или ќе се за под притисок на меѓународната заедница, требаше да ја вратат Република Македонија на 1 јануари 2013 година. Шекеринска требаше да биде првата која тоа ќе го заговара. Значи ние да ги поништиме одлуките на ВМРО, ДПМН насилно донесени после тоа, заедно со тој буџет. А во меѓувреме ВМРО дојде во ситуација да обвинува дека незаконски е избран Талат Џафери. Ма се по тоа е незаконски. Значи ја ви викам и владата на Заев е по таа моја лична логика е незаконска. Значи ти ако имаш суспендиран парламент на 24-12 вечерта и насилно донесен буџет, ти се по тоа имаш нула. Така. Телеком го спомна. Интересна ситуација. Телеком беше тој кој што најмногу одбиваше да ги даде да го даде она што требаше, службено го бараше од него специјалното јавно обвинителство, записи од телефонски разговори. Дали за бизнес интереси, дали бизнес интереси стоат за тоа? Зошто? Како може Телеком, во кој што има и државно учество, да не ги дава тие разговори? Значи прво бизнес интереси не стојат затоа што Телеком во Македонија, во системот на Телеком Германија, сега фигуративно ќе кажам, ако таму годишната бруто добивка е 100 милиарди евра, Македонија учествува со 500 милиони. Добро, ама не на Телеком од бизнес интереси, на поединци некој кај нас. Тука се политичките интереси и интересите на политичката манипулација со Република Македонија. Значи, ја објавив докази кои ги собрале луѓе од натре, многу порано пред да експлодира аферата со бомбите. Така. Значи имаме пресуда во Њујорк Маѓар Телеком, кај мене 2006 на крајот дојдоа мали акционери од Телеком кои ми дадоа докази, кои ги спакував и ги пратив на надзорен одбор во Унгарија, каде надзорниот одбор на Маѓар Телеком предизвика внатрешна интерна истрага и почна она афера Маѓар Телеком. Подоцна заврши со сведочењето на Слободан Богоевски по видеоконференција, бидејќи го спакуваа во затвор. Тој беше најдиректно вмешан. Значи, што се случува? Република Македонија преку политичките партии СДСМ, ДУИ и ДПМН погодувала за корупција на високи носители на јавни функции, ги знаеме кои се, пошто предметот Маѓар Телеком е испорачан од Њујорк, овде не сакаа да го работат, па сега СЕО го превзема под своја надлежност пред месец и пол или два. Значи, ние тука имаме наша политичка елита која ден-денеска е на дело, на власт. Еве ги сега се здружуваат, па сите ќе гласат да се смени името. Нашата политичка елита носела закони по желба на Маѓар Телеком. Значи, политички си интереси. И на ВИП, затоа што ВИП во меѓувреме станал скриена фирма ќерка, така да ние на Телеком ние во моментов немаме конкуренција во ВИП телефонијата во Република Македонија, во мобилната телефонија во РМ. И има една друга импликација, значи целото преслушкување е ишло
масовно преку Телеком. Телеком не да не дозволи, него Телеком ден денеска не дозволува да се изврши експертиза и СЕО тука ќе има најголеми проблеми затоа што оние 20.000 што се прислушкувани што бара нели дали се прислушкувани или не за да тужат, дури да тужат нема да добијат. Ке нема докази. Не, има Не ги докази, дава- ама нема да сакат да ги дадат. Така, во тој смисол, Да. докази штом ги И нешто што е уште пофрапантно, ја го пишав пред некој време, сите се прават луди дека не го читаат. Значи, комплетната форензика на нашите мејлови, на нашите СМС поруки, на нашите Ма и виберкомуникација, јас сум корисник, апсолутно, значи све. све што иде се обраќаат, форензиката се работи во Солун. Не во Република Македонија, изместена е. Затоа што овде се покажа дека не може да се контролира, затоа што имало луѓе у систем како Ѓорѓи Лазаревски, Звонко Костевски, кои не се помириле со тоа прислушкување. Така. Еве назад во студио продолжуваме. Зоран, не би било, мислам, никако не би било добро ако не проговориме за ова последна ситуација. Ти спомена, се здружуваат за да го променат името. Договорот е таков каков што е и мислам дека тоа е можеби некоја голема игра која што ја водат поголеми играчи отколку ние овде ние политичарите во Македонија. Но дали имаш сознание за тоа што се случуваше околу тоа гласање, околу тој притисок? Јас имам луѓе кои што ми кажувале дека слушале на телефон отворен како се убедувале пратениците да сменат, стана пратениците од ВМРО да понесе своите колеги да остават да се види кој се. Што се случи? Тоа беше навистина можеби и неочекувано до крај. Значи нема да се правам паметен да кажам имам сознание, па сум слушал вака онака. Затоа што играта сега во ова финале е толку отворена, толку е безочна заради разочараноста и очајот во кој се наоѓа оној преостанат нормален дел од македонското граѓанство кој не си заминал довдека. Без мене, пошто јас ти заминав па насилно ме се врати. врати. Односно те вратија. Така, значи, ова е дефинитивно непристојно место за живење, а кога си уште на власт во непристојно место за живење, тогаш немаш друг избор, освен да владееш непристојно, затоа што пред малку зборев за дерогиран правен систем фрлено ѓубре. Така. Значи дека од тоа ѓубре требало да се извлече некој што се вика пратеник, да го ставиш таму да седне на столче. А ја имам термин дека СДСМ предходно ВМРО ДПМН тие го воведоа тој систем на партијата да функционира како трговско друштво со неограничена неодговорност, затоа што немаше кој да ги казни. За жал Заев мораше со сличен популизам да се симне на терен за да ги победи до некаде. Не ги победи, нели пак победија на избори, затоа што Само ја загубија власта, а не ги загубија изборите. Тие ги диктира условите под кои ќе се гласа и на тие избори, па едва некако се симна од власт. Значи во таква констелација на односи по мене можеби беше животна грешка на Заев, тоа ќе му се покаже во наредниот период што се впушти во авантура да реши прашање кое други го направиле така нерешливо да е просто научно фантастично. Но можеш ли нешто друго ако евентуално затоа дошол на власт? Па ако дошол Ако да ме по таа теза. Ако дошол на власт да го промени името, тоаш мора Да да го реши промени прашањето, да речеме. и ќе си отиде со таа хипотека дека тој човек што го променил името. Инаку за мене сите македонски политички структури се политички корумпирани во поглед на промена на името од моментот кога седнале да преговараат за промена на името. Така. Значи ние не сме имале црвена линија, зборувам за политичките гарнитури наназад од кога е поставено тоа прашање на маса. Значи по мене кога веќе си се согласил да преговараш, значи дека ти си се согласил на промена на името. Така. Само му ја бараш формат. А немаше кој не преговараше, никој не ги прекина преговорите, Така никогаш. да Заев тука е најневин од сите. А ќе испадне највиновен на Ќе крај. испадне највиновен затоа што се тоа наметна такво брзање и таква една еуфорија во невреме, па дури и оној несреќен референдум, пак без прочистен изборен список, пак без претходно направен попис, со
плафониран список од 1.800.000 гласачи, што е исто фантастична бројка. Знаеме дека нема толку луѓе. Празни се градовите. Еве, јас сега живеем во Битола, 47.000 луѓе фали во Битола. Си заминале едноставно. И сега во таква една констелација на односи вие имате случај на морање да се прифати тој предлог затоа што више дошло до егиди заради организираниот криминал и корупција кој цветаше од 2002 наам. Да, ама сега И кулминираше. Значи сега мора се наоѓа решение за Македонија да се враќа у некоја нормала, да се враќа во евроатлантски интеграции кои беа известни 2006 кога станавме кандидати и сето тоа беше фрлано во една провалија од која еве тоа е сега единственото светло на крајот на тунелот, таа Северна Македонија. изгледа многу работи ќе треба да замижиме пред многу работи, ако не е само, значи едно е Северна Значи ние Македонија. не замижуваме рибарски, тоа се вика голтната е отровна јадица. И нема назад. И нема назад. Сега, денови И тука имаме една ситуација во која политичките криминалци и мешетари како Сашо Мијалков располагаат во позиција на, како тоа се вика, на неподобен собственик на Република Македонија по службена должност Никола Груевски, мајка му Нада. Значи, Мијалков како трет или прв сеедно битен член на таа фамилија која е скоро ја уништи Република Македонија, тој си ги зема пратениците под своја контрола. И за сите, како бивши директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, за сите има по некој компрометирачки материјал. И веројатно мислиш дека така ги убеди да гласат. Па не да ги убедил, само им кажал како да гласат и кој од нив да гласа, кој да не гласа, кој да гласа. За да се одигра онаа игра која беше одиграна. Кој ја заштитил, како беше Унијата на жени? Рангелова? Кој ја заштитил? Требало и таа да гласа. Јас имам таква информација, меѓутоа некој ја заштитил наводно да не мора да гласа. Ма тоа е небитно, они натаманија 80 гласови И обезбедија наредните денови уште три жени поднесоа макар оставки. што јас сум пријатно изненаден и мислам дека теоријата на Ване Цветанов, која синоќа ја објави јавно, е 1000% точно, дека со изолација на Сашо Мијалков во притвор 16 пратеници ќе гласат утредента за промена на името. Апсолутно. Тоа се од оние другите кои не сакаат да го смислат затоа што им ги сгорчил животите. Но Сашо Мијалков, еве и Катици Јанева денеска вели нема да бараме притвор за. Па не може да бара притвор затоа што човекот ја владее, значи економијата која Заев ја проектира за едната година почива на бизнисот на Сашо Мијалков. Така. Сега во целава ситуација реков дека треба да замижиме пред многу работи. А испаѓа дека ќе треба да замижиме и за 27 април, иако се слуша точно како Велјановски со кого разговарал, што се говорело, прилично јасно од она што се случа дека било организирано и која е намерата. Многу јасно. А се бара амнестија за тоа, дали е можна амнестија? Не е можна. Се Значи, врати, одма да ви кажам, така? не е можна. Ќе оди до крај тој процес? Значи, ќе одговара некој? Тој процес мора да оди до крај, затоа што не можете вие да жртвувате суди и обвинители кои веќе влегле во таа материја, па екстра имате и тројца обвинители, Гешковска, Биковски и уште еден кои се на дисциплинска постапка затоа што не превземале действија. Значи вие одеднаш требате сите што учествувале во тоа да ги амнестирате, па тогаш зошто ги судите сите овие други што ги судите? Така, ама Муковски. Зошто го судите Зоран Божиновски, например? А има Значи тројца. сите ние ќе бараме, па дајте една општа амнестија. Така, сите ќе бараат, точно. Ама Која не ни треба затоа што сите се чувствуваме дека не се која е цената штом така што Муковски, Василевски и Арнаудов ја плаќаат со тоа што гласа, а пак ќе бидат осудени? Бидејќи се коментираше дека тие се учесници од 27 Ма чекаде, значи ја пред малку ви реков, тие се преторијанска гарда од порано. Значи кога се согласиле да станат пратеници, првиот пат, ишле кај на поклонение кај бившиот премиер. Сакаш да кажеш Подпишале еменица.
ем гласа, ем пак ќе одговараат. Па секако. Значи Секако. не е слободата Може би како што на нив велат. ќе им биде ублажена казната, може би ќе добијат помалку, меѓутоа не можеш ти нив да ги ексклудираш или да ги исклучиш од овие други. Така, што се случува со случајот Смилковска езеро? Значи ги вратија монструм. Зошто беше целата таа работа, враќање на повторно разгледување, доказите повторно слични на она што досега беше? Што се манипулира овде? Бидејќи има Па таму додека не се слушнат, меѓутоа затоа што има бомби, за тој што не се слушнати, што не се слушнати, случајот го работи Фатиме Фетај и ја во неја имам доверба дека го води сосема професионално. Значи не оди на систем како што беше претходно да бидат осудени на брзина, тие што беа осудени, значи се оди многу поспоро, мислам посигурно, за да се види дали се тие, па дури и тие докази ја не би ги прогласил дека се релевантни за пресуда, се додека бомбите не ги изнесе. Па дури ќе треба по мене да се изврши реконструкција која не е возможна, затоа што просторот онаму е девастиран. Дали тука станува збор за таа вечна добитничка улога на ДУИ? Тука пак ќе има, значи ќе има политички притисок во времето кое ќе дојде време да се носат пресуди, затоа што ДУИ ја што е вмешана од почеток во онаа првото катастрофално процесуирање и судење кој падна у вода, да не се навраќам на тој период, значи ДУИ ќе даде се од сила и сега да се приклучи кон некоја одбрана или заслуга на дел од обвинетите, ќе проценат они кои не се, кои се. Значи пак политички договор. И така, значи пак ќе има политика, цело време има у случајот. Од овие политички прашања останува, бидејќи има уште 10 минути ќе одиме, останува да те прашам само лично мислење, дали има, што е иднината на Груевски како човек кој што кажа останувам за каузата за Македонија? Дали има можности, бидејќи тој ако добие азил, дали има можности некој да се врати во Македонија доколку се смени власта, иако велат дека Значи, видите, Груевски завршил политичка кариера со овој потек. Значи, он трајно се определил да живее како политички азилант таму кај што ќе го добие, планира да го добие. Заборавил истиот момент на семејството, значи на сопругата и на децата. тие се овде изгледа во Македонија. Па тие се тука затоа што тука учат школа, тука работат. Значи, мислам дека е многу тешко тие деца да ги дигнеш сега и да ги носиш за Унгарија. За политичка кариера да не говориме. Политичка кариера му е завршена, значи има може... Има кои што сметат дека онаа ноќ кога говореше пред Државната изборна комисија, кога се закачи со сите амбасадори, со сите странски емисари во Македонија, политичари од Европска унија велат дека од тогаш почна неговиот крај. Значи политичката кариера на Груевски е завршена, ја тоа го повторив повеќе пати и го пишував. Мислам дека беше 2012 година при посетата на Џо Бајден и Хилари Клинтон во Стейт департментот, она кога го избркаа да дава изјава пред хотел, а не го оставија на прес во Стейт департмент до себе. Значи тоа како да го снимаше некој со телефон, така. Не, на македонска телевизија, но надвор. Не, Ивана Талевска водеше интервју со него пред хотелот, али не му дозволија во Стейт департмент, затоа што беше повикан за последен пат да го каже рокот во кој ќе пристапи кон реализација на промена на името на Република Македонија. Таа година беше рок 6 мај, мислам, и тој рок не го исполни. Потоа Стейт департментот крева раце од него како политичар со кој може сериозно да се разговара. Исто така беше истата година или претходно направи гаф со Ангела Меркел и доцнеше, молеше година дена за посета на Берлин. Едва некако му средија да иде у посета, оваа го чекаше пред Бундестаг 11 минути значи, на минус 9 температура. Се покажувало отприлика каде оди работа. Така, значи, тој дефинитивно е политички мртов за нормалните политичари во светот. Може за вакви како Орбан десничари, кои во него гледаат политичар со некоја употребна вредност на краток или подолг рок,
да го поиграат и ќе го отстранат. Така е со Груевски, што со Заев? Бидејќи многумина имаше мислења долги години дека оној кој што ќе го реши проблемот со Грција нема да остане на власт, дека тешко ќе биде. Значи тоа се говори долги години. Дали ќе биде така? Значи колку што јас знам, а може би не е точно, да го реши проблемот со името Заев не сака веќе да остане премиер. Значи ние ќе треба да имаме по некоја логика ворени парламентарни избори, затоа што оние парламентарни избори 2016 беа ненормални. Само што тоа никој не ќе да го признае и произведува таков резултат. Значи оваа влада треба покрај промената на името да овозможи демократски парламентарни избори. СДСМ ќе ги изгуби, затоа што огромно е разочарувањето на тие што гласаа за нив, па и на нивните членови, во однос на она што го ветија, што ни 10% не е остварено, така да Заев со тој ореол на личност која успеала да го реши, значи во светот не се гледа као Заев е политичарот кој го промени името на Република Македонија, него човекот што го реши децениски спорот, да. Така да мислам дека ќе ужива меѓународен углед и заштита за да стане меѓународен политички фактор и да го има во тие нивни асоциации. Така сосема друго што во Македонија. Во Македонија нема да може да го објасни, да ја објасни причината зошто морал да го направи. Така, добро, тоа со промената, затоа што овде и не остана оние интелектуални ресурси кои ќе го бранат сето тоа. Значи Република Македонија е интелектуално испустена земја. И нема да најде на разбирање... Уште еден доктор на науки замина. Така. Така масовно заминува. Многу интересни твитови има. Да се префрлиме ние на малку, бидејќи сме на крај на вака локално штипско тло, да бегаме малку од политиката, бидејќи Зоран Божиновски објави и Брегалница ја спомена за наместени надпревари. Надпреварот со Борец, не, со Академија Пандев, да. Со Академија Пандев во Штип седмица, таму... Така, па има наместен надпревар, поголем дел од фудбалерите на Академија Пандев се на позајмица во Брегалница. Надпреварот на цел Балкан Дента се играше. Бил хит. Дури по и точен резултат се играл, да речеме. И точен резултат и затоа ја објавив дека надпреварот е наместен, тоа никој не го засега, зашто Македонија не е некоја земја која е ценета. Еве и Лигата на нација играме дерби мечеви со Гибралтар и со Лихтенштајн. Вечерва играме со Лихтенштајн, да немаме тука изненадување некој. Така да, што да кажам, ете Брегалница за жал беше вмешана во тој дел, за жал лани Брегалница беше внесена во игра, као има шанси да влезе во прва лига. Тоа беше играта на Илчо Ѓорѓиевски за да го држи Борец под контрола, па на крај ни Борец. Ни Борец не влезе и сега пак не влезе. Борец стиквеш Брегалница. Да. Јанчев, Ангјушев. Да. И Брегалница само општината. И сега пак Брегалница ќе биде во незавидна ситуација, веројатно. Така испаѓа. Така. Значи жалосно е што фудбалот во Македонија е пак инструмент на таа никаква политика. Гледачи нема ни на репрезентативните мечеви, а не на овие лигашките. Не ли ни дојде умот од казната на победа, например, и од редица други? Па не, затоа што се вртат огромни пари преку кладилниците и Фудбалската федерација конкретно, луѓето што ја водат, тоест не луѓето кои ја водат од 2012 година размислува само на пари и наместење надпревари, така да... Сега сите говорат изборот во Фудбалска федерација, говорат, Заев поддршка за тој и тој, за овој и овој. Дали уште политиката ќе одредува кој ќе биде во Фудбалската федерација и што се случува? Илчо отиде ли да работи во ФИФА или во УЕФА? Прво не може во ФИФА. Нели требаше, така беше најавено? Значи, он најави тоа, меѓутоа у ФИФА и УЕФА има допис од пред сега веќе 6-7 месеци од Драган Томовски. Тој допис го има разгледувано и швајцарското обвинителство. Доставено е мислење до УЕФА, до председателот Чеферин,
Чеферин има дадено подршка по мои сознанија до Зоран Заев. Органите на Република Македонија и институциите да го процесуираат Илчо Ѓорѓиевски. Некаде у февруари оваа година се дадени вештачени докази за криминалот на Ѓорѓиевски од кои произлегуваат 26 основи за најтешки кривични дела. И сега зашто сето тоа не се прави, не можам, нема начин да го сватам. Така да еве сега им пружаат шанса да прават некое изборно собрание, тие пак манипулираат, пак со делегати. И јас сакам сега ексклузивно да ви кажам дека во овој период додека подготвуваат, ова не го знае никој во Република Македонија, тоест оние што треба да го знаат, во овој момент во Битола, во основното јавно обвинителство се води обвинителска истрага за фалсификувано собрание на Општински фудбалски сојуз Битола во јануари 2017 година, кога Илчо Ѓорѓиевски последен пат си го продолжи својот мандат. Тоа се злоупотребени потписи на делегати на ОФС Битола кои воопшто не присуствувале таму. Не е само Битола, има и други градови, а таму има пријава. Има кривична пријава од луѓе против конкретни лица и основното јавно обвинителство има прифатено и се води обвинителска истрага која ќе резултира со јавно обвинителска одлука, која јас не можам да ја прејудицирам, меѓутоа според доказите што се доставени, таму ќе има кривични пријави и тоа собрание на ОФС Битола ќе биде поништено. Пак се враќам како со собранието црниот понеделник. И сите одлуки значи од јануари 2017 Фудбалската федерација почива на беззаконие. Нелегален председател е. Така е, затоа што тие делегати отишле и гласале на собрание. И втора клучна работа која пред некој ден ја напишав и пак го повикувам директорот на Агенцијата за спорт и млади Дарко Каевски, под најитно на 17 општински фудбалски сојузи да им одземе решение за дејност спорт, затоа што по закон не можат да обавуваат дејност спорт бидејќи немаат најмалку 6 клубови обединети во општинска фудбалска лига. Така. Значи од 26 општински фудбалски сојузи кои даваат делегати во собранието и гласаат за избор на нов председател, дури 17 се ништавни, jer не играат општинска фудбалска лига. Да, и во Штип нема. Ама и во Штип нема, ама има делегати од ОФС Штип кои даваат горе. Зашто постои општински фудбалски сојуз, а го нема општинска фудбалска лига? Зашто тогаш се најави дека ќе се смени статутот за да можете да се направи регуларен избор, да можат да се кандидира? Владко Костов беше еден од фаворитите. Па да, имаше кандидати, има и сега. Сега ми се чини повторно како да се менува, како да се оди по старо фудбалската федерација. Затоа што Илчо Ѓорѓиевски и Филип, генералниот секретар, не смеат да дозволат федерацијата да падне во рацете на нормална структура. Затоа што ќе се викне ревизор, ќе се изврши ревизија и ќе се востанови дека Фудбалската федерација на Република Македонија како Илчо, другар на Никола Груевски, станал председател, од 2012 до денеска била главен спонзор на ВМРО ДПМН. Значи федерацијата се мешала во политика, во изборни кампањи и така натаму. Значи не политиката во федерацијата во политика. Значи преку сметката на федерацијата, затоа што поминуваат големи пари, било плаќано патувања, не знам, флаери, репрезентација за ресторани, за кафеани и така натаму. Ни еден општински фудбалски сојуз нема книговодство, парите за брисовници, за легитимации, за регистрации, за жолти картони не биле уплаќани на сметка, него биле плаќани кеш и парите му биле носени на Илчо Ѓорѓиевски на раце Дали евентуалната одлука на судот во Битола би значила една верижна реакција за сите останати сојузи или? Па ако Република Македонија е правна држава, нели на вести има секој ден дека е правна, значи дека тоа треба да застане со таа обвинителска истрага, треба да се прошири на јавна обвинителска истрага од
државното јавно обвинителство на Република Македонија. Така, за крај, Зоран, бидејќи минува нашето време, дали колку има споредба ситуацијата со Груевски сега што е во Будимпешта и со Даравелски кој што е твој омилен лик долги години од Па не е аспект на омилен лик, следење види, Даравелски мене информации 2002 за година него. ми нарача убиство. во Тој не беше- наводници омилен лик, се извинувам, Тој Миратко е, мислам. Значи, јас сакам да биде процесуиран, сакам да биде донесен, да си служи казна за Зошто не? правосилна пресуда. Зошто не е процесиран толку време? Па Многу време заради е веќе. неспособноста на Република Македонија, заради корумпираноста на политичките елити, почнувам од СДСМ, и ќе бидам коректен, ќе кажам дека Никола Груевски беше тој, пошто има личен анимозитет спрема Даравелски, кој поведе овде истрага да му се суди у отсуство и беше осуден 7 години. Инаку личноста која му прости на Даравелски кривична пријава која спреми Джанго Михайловски као директор на Царина и после директор на полиција го донесе до црвена потерница, на Даравелски му прости Ленча Софрониевска, поранешна председателка на Републичка судски совет, бидејќи нејзиниот зет преку Fashion Group влезе во дуќаните на Центрот Текстил в Скопје, кои Даравелски ги има криминално купено. Интереси колку сакаш. Значи, Само овие тоа докази влие. ги имам објавено. Потоа Груевски и неговата администрација и правосудството што тие го инсталира на Михајло Маневски го осудија Даравелски. Го направија криминалец правосилен осуден, со тоа што не го побарува одгоре, затоа што одгоре не го даваат, а овозможуваат од овде да му одат парите од неговите фирми. Така да тој 15 години живее таму во постапка на екстрадиција. Може ли да се случи тоа и со Груевски? Слично. Па може да се дури случи. како пратеник да му се испраќаат парите од плата. Може да се случи, не само како пратеник. Секакви црни пари, значи со Сашо Мијалков се заедно у 100 фирми, а да не кажам 300, 100 фирми се нивни у Македонија. Значи ќе им пакуваат пари, ќе им ги носат. Како на Срđan Керим што му понесува у шише 800.000 евра. Така, тука сме некаде на крајот, има уште Сакам многу уште повеќе. нешто да кажам. Повеќе. Република Македонија, иако е правна држава и модерна европска демократска, еве денеска попладне прочитав од еден мој пријател од Куманово, Моме Костадиновски Феликс, предлог и многу е елегантен. Вика, државата нека понуди, Република Македонија, понудите 500.000 награда за оној што ќе го донесе Груевски во Република Македонија, и вика, има на Балкан дечки кои ќе си го Ќе го донесат. донесат у Скопје. Значи како отишол инкогнито ќе го вратат, ќе си наплатат Дури и азил да им. награда. Дури да Ма нека добија има он 3 азила, има луѓе кои ќе го донесат. Истото важи за Даравелски. А ќе си наплатат од парите што ќе им бидат запленети. Интересен предлог во секој А не случај. нивните фирми да работат, да им се носат пари од торба, и тоа се знае кога поменува на граница, тие цареници, секој зима по дел, му се носат на Даравелски пари у Белград, руча у монумент Делта Сити, значи ја го сликав и го снимав, додека бев таму. Точно се знае каде оди, со Па и кого сега се испаѓа, се гледа дека кажуваат и во Албанија и во Црна Гора го виделе, знаат кога дошол Груевски, отишол 2 земји. Така да е Така јасно. да очигледно Значи, дека у ера на технологија на Facebook и на Twitter не може да се скриеш. Значи, никаде, ни у џунгла. така. Ти благодарам, Зоран, одиме ние вечерва Македонија Лихтенштейн Македонија. Може ли да има изненадување нерешено некој? Со Македонија Се може. Се може. Се е можно. Ти благодарам за гостувањето и се разбира до следна прилика. Се надевам дека нема да помине една година. Од вас зависи. Така, ти благодарам многу. Тоа беше Зоран Божиновски, разговаравме на теми кои што се најактуелни и оние кои што се разбира неговите прогнози за тоа што ќе се случува понатаму. Се надевам задоволни сте од тоа што го слушнавте и видовте. И се разбира ве поканувам добро да одморите за викендот, во понеделник ново издание на Што мисли народот.